Значи, ова го кажуваат, повеќе го сваќаат буквално дека треба на власта да и се поклонуваш. Имаме во Стариот Завет кога Навуходоносор, мислам, беше ги тера да се поклонуваат на идолите и само тројца израелци од целата земја не се поклонуваат. И тој ги става во печка. Значи, тоа покажува дека не можеш ти да им се поклонуваш на властите кои крадат, лажат, не ги интересира што народот умира, лековите ги продаваат поскапо, храната поскапо, ги оставаш бездомниците, се прави трговија со народот, му го менуваш името насило. Не можеш ним да им се поклонуваш. Да се поклонуваш само на Господ Исус Христос, на неговата власт. Другото функционира само во законот на Господ Исус Христос. Значи, тројцата мисенаго, како се вика, имињата не им ги знам, влегуваат во печка и видите феноменот е интересен, ја палат печката и тие тројцата и уште еден се појавува, синот човечки се вели, Исус Христос се појавува таму во Стариот Завет. Може би е тоа интересна тема. Не горат и тогаш тој гледа дека не може. Тоа е таа печка во која не можеш ти да изгориш кога си распламтен внатре во пламенот на љубовта. Не се поклонуваш на сите власти. Мораш да им кажеш не за сатаната. Доказ за тоа е и Јован. Јован не му се покори на овој што му отсече главата, му кажа не е добро да спиеш со жената на брат ти. И му ја отсекоа главата, значи не се покори. Како што јас отидов во Пирин да им кажам таму и ми забранија да влегувам, признајте ги македонците, цел народ го носите во проклетство. Зошто бугарските евангелисти не му кажат? Зошто бугарската православна црква не им кажа? Тие се покоруваат на кому? На сатаната. На сатаната не му се поклонувам. Не го слушам, не пијам кафе со него, не ширам познанство, му велам марш, од мене сатана. На тоа се однесува. Може би ќе го зборуваме на некоја поширока тема. Слава ти, Господи Исусе Христе.